Значи, јас само би се надоврзал на она што го кажа колегата Насер Рауфи, дека навистина денеска основниот суд изрече енормно високи драконски казни по однос на лицата кои што ги прогласи за виновни. И ние како одбрана сметаме дека во една ваква ситуација ниту не се содржани субјективните и објективното битие на кривичните дела за кои што се обвинуваат. Но ние се надеваме дека по високите судови и посебно специјалното јавно обвинителство, кое што знаете дека и ние од страна на одбраната е поднесено барање за превземање на овој случај во понатамошните делови од постапката, посебно во второстепениот и во третостепениот суд, ќе докажеме дека не постои кривично дело тероризам и кривично дело терористичка организација и дека ова навистина треба темелно да се истражи. Посебно ја поддржувам и идејата за меѓународната истрага која што ја најавија и министерот Оливер Спасовски, како и што и самите обвинети ја бараат, и сите ние вклучени во овој процес, се во интерес на вистината и за жртвите кои што се случија за жал тој ден. Во делот на тоа да кажам само дека судот ослободи 4 од обвинетите. Значи, за двете дела за кои што се обвинуваат станува збор за едниот кој што јас го бранам и за кој што тврдам дека станува збор за земјоделец и сточара, тоа е синот на Сулејман Османи. Вториот е исто така роднина на Сулејман Османи, Ибрахим Муртезани, третиот е Бесник Бајрами и четвртиот е Бесник Ајдини. Но јас само овде сакам да потенцирам и во една ваква ситуација судот требаше најмалце уште тројца да ослободи. Јас исто така го бранам и берберот Ирфан Љутвију, кој што нормално е неправосилно осуден со затворска казна од 14 години. Сметам дека и полицискиот службеник Арсин Бајрами, кој што е исто така неправосилно осуден од 13 години, и Елхам Арифи би требале требаа да бидат ослободени. Но јас се надевам и по високите судови ќе го имат ова укажување од наша страна и ние ќе докажеме дека и овие обвинети, како и останатите, не се винени за делата за кои што се денеска неправосилно осудени.